Здраво да дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за доминантност и рецесивност на алели. Сега, како што до сега знаете, значи ген е одредена нуклеотидна секвенца која кодира за одредена функционална молекула и тој ген се наоѓа во одреден генски локус на двете хомологни хроматиди, каде што едната ја добиваме од мајката, другата од таткото. И да речеме тука имаме генски локус и ги имаме двете алели за истиот ген. Сега, обично до сега зборевме дека имаме доминантна, имаме рецесивен алел, или можеме двете бидат доминантни или двете бидат рецесивни, и рековме дека доминантниот всушност е тој кој е немутиран, значи немутиран. Тешко се пишува. Додека рецесивниот е мутиран. Сега не мора да значи дека мутираниот секогаш ќе биде рецесивен на водници, мислам, ќе го обележиме како рецесивен, ама неговата експресија може да биде поголема од доминантниот. Сега самата терминологија, како доминантен и рецесивен, имплицира дека двете алели на некој начин се надпреваруваат за одредени фенотипски својства. Дека тие се доминантни или рецесивни за одредени фенотипски својства, но тоа всушност не е баш така. Едноставно и двете алели функционираат. Само што, например, ако оваа што е доминантна, немутирана, дава одреден протеин, кој си е функционален и си работи така како што треба да си работи и дава одредено количество. Така, значи количеството е толку што треба да биде и функционира. Така, Р ќе ставиме кога работи. Така со портокалова боја. Значи има доволно количество и работи. Додека тој што е мутираниот, најчесто неговиот протеин е нефункционален. Значи тој си прави протеин исто како што си прави доминантниот, барем во овој случај, но тој протеин е нефункционален или пак има многу ниска количина од тој протеин. Сега во случај двете алели да беа рецесивни, тогаш кога ќе имавме двете алели ќе го правеа овој нефункционален протеин и ќе имавме хомозигот кој ќе беше со рецесивни алели. Ако имавме хетерозигот, како што имавме барем во овој случај, ќе имавме половина од протеинот ќе беше нормален, пола ќе беше нефункционален. Така, но ако имавме единка каде што двете алели беа доминантни, значи овој случај каде што двете алели беа доминантни, се немутирани, тогаш ќе имавме дупло поголема концентрација од нормалниот протеин, него што ако би имале ако е хетерозигот. И ајде ова сега да го видиме низ даден пример. Значи во овој пример започнуваме првен со генотип кој има две ајде да земеме црна боја. Значи ова е генотип АА, две големи хомозигот за доминантни алели. И сега го имаме дека алелот кој е доминантен, суштен доминантен и двете даваат ензим тирозиназа која претвара тирозин во меланин и имаме обојување. Така обојувањето е, да речеме, соодветно со обојувањето што е овдека на квадратот, значи така како темно кафено. И сега ако имавме генотип кој е хетерозигот, значи едно доминантен алел, еден рецесивен, истиот случај. Значи, но сега дека едниот е доминантен, едниот е рецесивен, и едниот дава нефункционален ензим, другиот си дава повторно тирозиназа, како што си беше доминантниот, и тоа исто претвора во меланин. Сега во овој случај ќе има помалце меланин, значи дупло помалце него во првиот случај, веќе во првиот случај и двете алели дава функционален ензим. Додека за рецесивен АА, така, мали А, е сушност албино фенотипот, каде што двете алели се нефункционални, односно не мора да се нефункционални, него се мутирани и најчесто прават некој изменет ензим. Тој ензим не мора секогаш да е нефункционален, ама не се ја врши улогата за која е бил почетно наменет. Значи тој може ќе направи некој нов ензим кој ќе врши некоја сосема трета улога, но во практични причини дека се викаме дека мутираниот прави нефункционален ензим. Сега имаме два нефункционални ензими, немаме претворање на тирозин во меланин и немаме никакво обојување. И овие единки ќе бидат албино единки.
Значи се што сакам овде да кажам е дека и двата алела всушност прават месенџери RNA функционираат, транскрибираат, се прави транслација, но продуктот што ќе се добие не соодветствува со тоа што е потребно. Така не мора секогаш да биде нефункционално, може да биде функционално, ама нема да биде тоа првичното за што е наменето. И рецесивниот ген всушност може да дојде до израз само ако е во хомозиготна форма, значи ако е во хомозиготна 2 мали А. Тука се направив една табела каде што ќе видиме кои дел одредени фенотипски карактеристики дали се пренесуваат доминантно или рецесивно и зошто иако би се пренесувале доминантно не ги среќаваме. Значи доминантно се пренесува темна кожа, додека рецесивно се пренесува светла кожа, и може да сте го приметите дека ако црнец и белка или белец и црнка имаат дете, најчесто ќе биде црно. Сега може да биде бело, зависи како ќе се пренесат алелите, но доминантното својство е се пренесува темна кожа. Исто и за црна коса спрема црвена или светла коса. Значи црната коса се пренесува доминантно. Најчесто секогаш кога имаме некоја силна пигментација, тоа се пренесува доминантно. Пигментирани очи. Значи пигментирани очи се мисли на црни или темно кафени спрема светли очи. Добро, за сега се нормално. Нормална уста спрема зајачка уста. Добро, нормално, доминантно се пренесува нормална уста. Сега, полидактилија, односно повеќе прсти, се пренесува доминантно наспрема нормален број на прсти. Сега ќе речеш, добро, ако се пренесува полидактилија доминантно, зашто тошка немаме луѓе кои имаат сите полидактилии, имаат, не знам, 6-7 прсти на рацете, така? Поентата е што сите луѓе кои најчесто се во популацијата имаат нормален број на прсти, односно сите се хомозиготи кои имаат рецесивни алели за тоа својство. Така, за тоа фенотипско својство. И ако сите имаат тоа, кој имаш мали А плюс повторно мали А, добиваш хомозиготи кои ќе бидат за рецесивното својство. И едноставно никогаш нема се појави полидактилија. Сега може спонтано да се јави тука, не знам, едно големо А, и тоа ќе се измеша, може да направиме пањетова мрежа и ќе се добијат различни случаи каде што ќе се пренесува полидактилијата доминантно. Но најчесто си имаме нормален број на прсти, бидејќи целата популација е хомозигот рецесивен за таа карактеристика. Повторно кратки прсти, нормално долги прсти, повторно рецесивно, ама целата популација го има тоа. Затоа и викаме дека се нормални, тоа всушност веќе се доминантни, можда кратки прсти е нормално. Така, ама бидејќи целата популација е рецесивен хомозигот за нормално долги прсти, нормално наводници, затоа ги викаме нормални, бидејќи целата популација ги има тие. Можда нормално би било да имаме кратки прсти. Но нема врска. Деформирани ногти, доминантно, нормални ногти рецесивно, повторно за истата причина. Отсуства пеги, нормална коагулација, хемофилија, слободна ушна ресичка, врзана ушна ресичка, рамна коса, кадрава коса, нос тесен и долг и нос краток и широк. Значи овие се некои избрани фенотипски карактеристики кои ги разгледуваме дали се пренесуваат доминантно или рецесивно. Нормално има многу повеќе и секогаш има некои мали отстапки. Но тоа е главното. Значи се надам дека научив се што е всушност доминантност и рецесивност, бидејќи всушност е дека и доминантниот и рецесивниот се експресираат, прават протеини, но не се еднакви и така натаму. Добро, се надам дека научите што ново и ќе се видиме во наредното видео. Дојдување.